Имаме особена чест и задоволство да ги известиме верниците на Прилеп и пошироко дека по изградбата и осветувањето на оваа прекрасна црква посветена на Света Петка и по канбанаријата кои се прекрасно дело направени под грижата на иницијативното одбор за градба нивна, каде што учествува сите прилепчани преку разни фондови, предпријатија, бизниси, бизнис секторот и така натаму, и поединци верници. Еве, дојде конечно да се стави камен темелник за изградба и на административна зграда на црквата Света Петка во Точила, во Прилеп, која ќе биде наменета за потребите на верниците по извршувањето на светите тајни и молитвословија во црквата и другите свечености, да можат тука малку да одморат, да здивнат, а исто така да ги задоволат своите потреби за светите тајни, крштевки, венчавки, запомени, парастоси и така натаму. Но исто така административната зграда ќе содржи простории за свештенослужителите, старешината на црквата и другите свештеници, каде што ќе се одвиваат административните работи црковни на оваа црква парокиска овде во оваа прекрасна населба Точила. Нека е честито и од Бога благословено полагањето и осветувањето на камен темелник за новата административна зграда на црквата Света Петка и нека е честит празникот на оние што го носат името на светите Петар и Павле и оние што го празнуваат тој голем и спасонен празник. Амин. Денес е голем ден, не само христијански голем ден, и тука за црквата Света Петка, бидејќи продолжува изградбата на целиот комплекс, откако беше осветена, изградена и се уште се средува црквата Света Петка. Голема благодарност до целиот бизнис сектор, до фирмите во градот и до граѓаните кои донираат за изградбата на црквата Света Петка. Започнува изградбата на административниот дел, административната зграда, новој комплекс, кој ќе биде преубав комплекс, еден од најубавите црковни комплекси во Македонија после завршувањето и новој објект. Предвидени се повеќе содржини, пред се трпезарија, административен дел и канцелари во самата зграда и секако најбитното едукативен центар за развој на манастирскиот туризам. Прилеп заедно со МПЦ и Министерството за култура навистина вложи големи напори во овој период да ги истакне најубавите нешта кои што ги имаме, а тоа се црквите и манастирите во неговата околина и потребата за овој туризам кој што е во голем подем во светот, тука во Балканот, во Македонија и во Прилеп, навистина се посветува големо внимание. Не само ова црква и другите цркви низ градот и околината. Ги имаме преубавите манастири. Тука е манастирот Архангел Михаил, манастирот Рескавец, Зрзе, Свети Никола во село Манастир во Мариово. Е токму тој центар кој овдека ќе биде, ќе може да ги упатува сите туристи, да организира тури и да врши едукација за развојот на православието, христијанството и што значи Македонска православна црква за Македонија и македонскиот народ. Се надевам дека за година и пол две и овој објект ќе биде завршен и ќе се комплетира целиот комплекс со се дворното место и оградата на ова црква во населбата Точила. Ова е последен објект од комплексот Света Петка во населбата Точила. Значи тој комплекс покрај централниот објект црквата, камбанаријата го содржи и овој последен објект, односно трпезарија со куња, со административни простори на спратот и канцеларија за развој на манастирскиот туризам. Димензиите на објектот е 20 метри во фронт и 12 во ширина. Значи 240 квадрати на две висини. Архитектонскиот ракопис е еднаков со останатите објекти, значи тој македонски стил на градба, опус микстум, односно рано христијански или византијски ред камен, ред цигла ќе биде задржан, волутите ќе бидат задржани во фронталниот дел. Горе ќе имаме чардак, исто што асоцира на македонската традиционална архитектура.
Така да, ова не случајно го нарекуваме комплекс, бидејќи сите објекти дишат со еден заеднички архитектонски ракопис и сите се во служба на православието, односно на матичното име, односно светицата Света Петка. Се надеваме дека со помош, како и досега, на локалната самоуправа, на бизнис секторот и на сите граѓани на територијата на општина Прилепа и сите православни верници на секаде каде што може и да има православие, со нивна помош во наредниот период тоа ќе ни биде лајт мотив да ја изградиме, бидејќи е многу неблагодарно, ова е донаторски зафат, не можеме да зборуваме ако ви беше прашањето за рокови. Роковите не можеме да ги определиме, али со Божја помош се надеваме дека во наредниот период неколку години ќе бидеме сведоци и на осветувањето на трешност, односно на завршениот објект. На небесата, да се свети името Твое, да дојде царството. Ајде, нека е 4